Љубители на алтернативната музика од нула до култура, трета сезона. Време е Прилеп да слушне малку различно, да слушне малку квалитетно и да слушне нешто кое што многу малку луѓе го слушаат. Од нула до култура е проектот кој што камената бина ја претвора во вистинска сцена и тоа за оние па она малцинство кое што одолева на овој бран кој што го живееме веќе долго време на невкусна, неквалитетна или со еден збор кажано турбофолк музика. ОТВ.мк втора година поред го покрива овој настан, овој проект и овој пат малку поразлично и по содржајно се надеваме дека ќе го направиме и истовремено ви носиме едно изненадување. После секоја репортажа ќе можете да го оценувате бендот, за на крајот на летото некако сите заедно пред се вие како слушатели и обожаватели на овие бендови да прогласиме најдобар, најкултурен, најпрогресивен или како сакате најалтернативен бенд за 2025 година во Прилеп. Музиката нема да поверувате сега што ќе видите. Значи, дојдов овде кај камена бина да снимам со екипата на ОТВ, да правиме репортажа, банда бенд ќе прави трибют на Нирвана и ни 5 ни 6 до мене Курт Кобейн. Мистер Кобейн. Поздрав. Благодарам на поканата за ова гостување во оваа емисија. Мислам, за да можете да ме разберете сите, јас ќе цепам на прилепски, пошто научив прилепски, другарчина ми се чака Роменде и Алече, и одамна се знаеме со нив. Од лани. Јас мислам дека од лани се запознавте, ко врнеше една вечер, беше, разбра ти дека тие ќе прават трибют за Нирвана и ти дојде да ги слушаш, така? Малку знаеш со Нирвана ние затегнати се работите, знаеш, карактери различни и решив да дојдам да направиме нешто интересно, нешто како трибют на мојов бенд, така? Така. Но се случи некое невреме, значи кога и да решивме да го правиме нешто, врнеше, истураше громови од сите страни. Значи... Мистер Кобейн, да те прашам вака, пошто сите те знаеме од телевизија, од телевизијата знаеме плавуш, со плава коса. Дали поцрвена коса во тие дождови кои што... Да, значи бојата што ја имав, значи оттемни, од црвени, значи тие дождови беа многу лоши, беше и кисели беа плюс, да знаеш, многу кисели и горчливи во едно. Значи да се закрените од Америка да гледате ваш трибют и едноставно се разврнито 3 недели со ред. Не знам, значи ова веројатно само овдека го има. И не успеавме, ама разбрав, значи повторно ми се јавија и кажеа дека се спремни овој пат, нема да врни и проверивме, значи воопшто нема ни облаци, ама дека ќе грми. Што мора да биде дека ќе грми. Ветуваме. Вака, сега морам да ви кажам нешто, на изненадување кој што ОТВ го спрема за оваа година од нула до култура. После секоја свирка, репортажата следниот ден ќе има и гласање за бенд. Но сега со вашето учество овдека во банда бенд како светска звезда, дали мислите дека веќе тоа ќе биде и нефер конкуренција кон другите бендови? Не знам, сепак не знам какви се овдека останатите бендови. Предпоставувам има добри фаци, да речам, и добра музика, така да оставам на публиката да реши. Што јас сум сепак познат, ама еве да речеме на страна се тргнеме од тоа нешто. Јас сум сигурен дека ќе направите супер журка. Ви посакуваме се помините најубаво и да ми кажете уште една работа, сите гости што ги прашуваме, кој е ви омилено македонско јадење што сте го пробале? Македонка. Македонка. Само јадење или воопшто македонка? Македонка, воопшто. Чекарески, фала ти за муавето.
Значи, за крај, навистина ќе има гласање оваа година и на крај да избериме алтернативен, најдобар или најкултурен бенд, како што би се рекло во Прилеп. Се надеваме дека ќе имаме супер лето, ова е трета сезона, отава ја покрива втора година поред комплетно и да имаме заедно сите прилепчани супер алтернативно лето. Така? Така. Ве поздравувам. Речи, следете, лайк, шер, subscribe. Следете, subscribe и лайк на ОТВМК. Така. Ај, чао. За сега. She went to water to put it to the market. It's a me and the sea. Let me clear the dirty ways. Let me take a ride. Get yourself once around. It's the sound. It's a no. Every tone. Not a sound. Every truth. Maybe she was like